Исхраната на детето во неговата најрана возраст е значаен фактор за правилен раст и развој кај децата. Кога мислиме за исхрана кај новороденчињата, него секогаш станува збор за мајчиното млеко, кое што е незаменливо. Ова утро ќе разговараме со Јасна Апостолски Николов, дипломирана медицинска сестра, единствен меѓународен сертифициран консултант за лактација. Добро утро и добро ни дојдовте во утринската на Алфа. Како сте ова утро? Неделно утро? Добро. Добро, убаво стаставте? Се. Не ви беше проблем супер, раното будење? за поканата. Не, јас секогаш рано станувам. Одлично, значи сте ранобудна. Да. Вие ни доаѓате од Центарот Здраво бебе. Да позборуваме малку за почеток околу самиот центар. Значи, што опфаќа центарот, за кого се е наменет, какви консултации се вршат тука? Ајде, представете го. Центарот за мајки Здраво бебе беше основан пред 3,5 години, кога јас го добив сертификатот за меѓународен консултант за доење. Со цел да може да се испромовира професијата консултант за доење и да може да се организираат што е можно поголем број на работилници и семинари, со цел овие услуги и овие, да речеме, едукации и информации на полето на доење и развој на лактација да бидат подостапни за мајките во нашата држава. Информации во однос на доењето они може да најдат на странските сајтови, меѓутоа сепак требаше да има нешто кое што ќе биде нели на наш мајчин јазик и кое што ќе биде достапен и за нашата популација. А за таа цел, за да може да функционира се тоа како една целина, е основан Центарот за мајки Здраво бебе, кој што има и своја веб страна и сите можни информации поврзани со доењето и лактацијата, сите новитети и целата работа на мене како консултант за доење и на сите активности на Центарот се споделуваат на таа веб страна, поддржана нормално со страните на Инстаграм и на Фејсбук. Во склоп на Центарот за мајки Здраво бебе, покрај консултациите за доење, се одржуваат и вежби за психофизичка подготовка на трудници. Пред да станам консултант за доење, имав обука за сертифициран едукатор за психофизичка подготовка на трудници за породување. Вежбите за трудници ги држам веќе 9-та година. Има голем интерес и токму поради тоа и поради развојот на сите активности во Центарот, веќе мораме да ја преместиме локацијата на Центарот во поголеми простори. Освен консултациите за доење и вежбите, имаме и стручен соработник педијатар, тој е доктор Драгана Емел Марковска, која што одржува консултации со родители, прегледи на деца, значи од новороденчиња до 2-годишна возраст, доколку имаат потреба од второ мислење, чисто преглед кај педијатар и така натаму. Рековте дека Центарот Здраво бебе е наменет за трудници, доилки, идни мајки. Каде се тука татковците? Дали и тие може да присуствуваат на овие часови кога ги држите за трудници? Во сите овие активности што ги напоменавме, пожелно е секогаш да присуствува таткото. Почнувајќи од психофизичката подготовка за трудници, во програмата која што ја имаат вежбите за трудници, часовите за трудници, има еден час кој што е одвоен за присуство на татковците, значи заедно со партнерите. Не мора само татковци, имаме нели партнери. Има интерес? Има интерес, така? Да. Единствено во короната имавме само нели проблем со одржување со физичко присуство, каде што неколку месеци се одржува онлайн, меѓутоа после тоа самите трудници немаа проблем да присуствуваат со физичко присуство, бидејќи и програмата и она што се учи всушност на тие часови, техниките на дишење, напонот за породување, практични работи околу нега на бебето во однос на доењето, многу е подобро да бидат со физичко присуство и имаше интерес и за онлайн, имаше интерес и за физичко присуство и секогаш е прашањето дали може да присуствува и партнерот. Во програмата е застапено 1 час. Меѓутоа, ако има интерес, во неколку групи имавме и повеќе часови каде што присуствуваше и партнерот. Кога станува збор за консултациите за доење, секогаш инсистирам да биде присутен и партнерот. Затоа што секогаш и треба на мајката, ако ништо друго, барем психолошка поддршка од страна на блиските членови, најмногу од партнерот, па и поблиските членови на семејството. И нормално кога станува збор за консултативни прегледи на децата, секогаш треба да бидат присутни двата родители. Да. И има место за партнерите, значи во нашиот центар добре дојдени се секогаш. Да се вратиме сега на онаа тема за која што ќе зборуваме ова утро, значи ќе зборуваме за доењето. Мајчиното млеко е незаменливо во првите 6 месеци на новороденчето.
Какво е значењето на доењето и со кои све дилеми се судруваат мајките? После породувањето. Тука има и еден психолошки момент кој што има голема улога. Се во еден круг. Да. Исхраната со мајчиното млеко незаменлив извор за исхрана кај едно новороденче. Но да не бидеме многу сурови, некогаш викаат вие консултантите за доење премногу гледате демек строго на таа страна. Има мајки кои што навистина има причини заради кои што не можат да дојат. Тој процент на мајки е многу мал. Меѓутоа, очекувањата на мајките во однос на првите денови после породувањето се огромни во однос на надваѓање на млеко и почеток на доењето. Од тука е потребно да се вратиме малку наназад, едукација во пренаталниот период, каде што неколку детали во однос на развој на лактација, како оди развојот на лактацијата, што треба да се случува првите денови, колку млеко треба да произведува градата, за да не се да не се они некако психички многу паѓаат во тие моменти кога ќе се породи и ќе стисне градата, гледа 2-3 капки млеко и тука веќе се разочарува. Очекуваат веднаш прилив на голема количина на млеко и на млас на млеко. Меѓутоа, ако претходно се едуцира, и знаат дека процесот на развој на лактација и на доаѓање на мајчино млеко оди во неколку фази. Прво во болница ни доаѓа колострумот првите 24 до 48 часа, тоа е она најубавото белото жолтото густото млекце и нездравото, да, кое што го нарекуваме нели течно злато, и се лачи во многу мали количини, 2 до 10 мл, соодветна количина колку што собира желудникот на бебето. Ако мајката ја притисне градата за да види дали веќе надошло млекцето, колострумот ќе капе во капки. Затоа и се собира во лажичка и затоа се дава на бебето со лажичка, доколку бебето не може да цица од одредени причини. После 7-тиот до 9-тиот ден имаме надоаѓање на еден бран на зрело млеко. Значи, како расте бебето, му расте желудникот и му растат потребите, така и градата создава повеќе и повеќе млеко. После 21-тиот ден имаме нов бран на зрело млеко. Значи, тоа е еден процес кој што се развива 6 недели, првите 40 дена. Кај некои мајки, доколку постои некоја индикација, полицистичен јајник, проблем со тироидна жлезда, тешко породување, породување со царски рез, зголемено крварење после породување, висок притисок, при диабетес мелитус, може да се случи да имаме одложување на целиот тој процес. Значи, малце подоцна да добиеме развој на лактација, односно да добиеме соодветна количина на мајчино млеко. Меѓутоа, она што треба да го правиме во првиот период, доколку сакаме да доиме и да дојдеме до некаков ефект, е стимулација на градата, односно цицање од страна на бебето. Значи, без разлика дали има 3 капки или има 5 капки, контактот на бебето со градата е она кое што ни го стимулира целиот тој хормонски ланец и го активира целиот тој процес. Тригер за отпочнување на лактогенеза 2 или ослободување на мајчиното млеко од клетките кои што го создаваат во каналчињата е излегувањето на постелката. Самиот чин на породување на бебето и нормално кога ќе излезе постелката, веќе имаме пат на прогестеронот, се качува пролактинот и веќе почнува да функционира тој хормонски ланец во производство на мајчино млеко. Меѓутоа, ако ние немаме стимулација од страна на бебето, празнење на градата од страна на бебето, или ако не може бебето, тогаш го ја измозуваме градата со пумпа за измозување или рачно со масажи, тогаш ние на градата и даваме сигнал дека не треба да прави млеко. Значи, ние не треба да го чекаме млекото да дојде па да го ставиме бебето, него треба да учествуваме во целиот тој процес на стимулација, бидејќи така природно треба да биде. До кога се препорачува ексклузивно доење? Какви се сега препораките? И кога се почнува со прихранување? Сега тоа е, претпоставувам, индивидуално прихранувањето во зависност од секој новороденче, од секој бебенце, не новороденче, него бебенце. Ајде малку околу тие дилеми. Тие некаде велат 4 месеци, 6 месеци. Како е сега? Ексклузивното доење се уште според Светска здравствена организација е пожелно да биде до 6-тиот месец возраст на новороденче. Тоа значи само мајчино млеко, ни вода, ништо. Млеко, не вода, не чај, ништо. Од 6-тиот месец да се започне со воветување на дополнителна исхрана. Нормално тоа се оди во консултација со педијатарот до година дена и после година дена препорачано според СЗО до 2 години. Дури сега со сите овие случаи настани во светот, војната, земјотресите и така натаму, СЗО викаше ако може и до 3 години да се дојат децата. Со тоа што да речеме, вака кога ова го зборуваме и кога имаме една мајка со новороденче, сите викаат, нема шанси, јас толку долго време да го дојам. Меѓутоа, кога ќе видат дека бројот на плодовите после една година е многу мал, еднаш до 2 пати, 3 пати во денот, веќе не им представува никаква потешкотија. Сега,
Доколку Тоа е она продолжено доење. Они така Што го како што класифицираат некако продолжено доење, меѓутоа тоа не е продолжено доење, но тоа е доење во тек на раст и развој на бебето. Затоа што ако гледаме дека СЗО вика до 2 години, значи ние до 2 години не може да збориме за продолжено доење. Значи после 2? После Би било? Ајде по некоја класификација после 2, али така го сите класифицираат како продолжено доење. Дали ќе почнеме од 6 месеци, од 4 месеци возраст кај бебињата, тоа е индивидуално. Ако бебето добро напредува, јас да речеме работам во ординација по педиатрија и докторката кога станува збор за прирастот на децата се води по перцентилните криви на раст за раст и развој на децата и за висина и за тежина. И ако гледаме дека добро ни напредува покривата бебето и е неисхрана само со мајчино млеко, ние остануваме на тоа дека до 6-тиот месец тоа бебе ќе биде на мајчино млеко. Ексклузивно доење. Ако гледаме дека почнува да паѓа од кривата, меѓутоа не зборуваме за пат од 100-200 грама, зборуваме за некој поголем пат. И мајката кажува некои, да речеме, моменти кои што ги забележува каде што приметува дека можеби бебето е гладно и дека не му стасува веќе исхраната со мајчино млеко, тогаш почнуваме некаде од 5-тиот месец да малце од малце воведуваме вкусови, за да можеме полека да заменуваме еден оброк. А што е со водата? Кога се препорачува внес на вода? Внесот на вода Тука се обично препорачува... се оние дилеми да, кај мајките. Внесот на вода се препорачува после 6-тиот месец кога почнуваат со храна. И се пробува да се нуди вода. И сега бебињата кои што цицаат не сакаат баш многу вода на почетокот, значи они си го јадат оброкот и пак си цицаат. Да, и така си го заменуваат, си ја заменуваат потребата за жет, односно за хидратација. А често пати имаме и прашања, да речам, ако некаде 4-4,5 месеци педијатарот советува дека детево слабо напредува и дека треба да се даде дохрана, пак е тоа индивидуално, нели, како педијатарот проценува дека треба да се прави, меѓутоа советите се дека ако веќе дојдеме на возраст каде што детето може да јаде, а претходно било неексклузивно доење и навистина може би му фали еден оброк, нема потреба да се додава адаптирано млеко на таа возраст, туку веќе да се почне со храна, затоа што сепак хранливата вредност на овоше, зеленчук и се останато што може за житарки за таа возраст е многу подобра и поздрава, да речеме, отколку да се додава адаптирано млеко. Кога веќе сме го надминале тој кризен период до 4 месеци и сме постигнале ексклузивно доење, веќе понатаму не размислуваме воопшто да додаваме адаптирано млеко. Сакам да прашам сега, што е со моментот кога мајката треба да тргне на работа? Знаеме дека породилното кај нас е до 9 месеци, меѓутоа има некои мајки кои што почнуваат со работа и многу порано, 3-6 месеци. Ајде малку за овој момент, претпоставувам, потешко е за мајката тука. Да, на мајката е потешко. Децата полесно се прилагодуваат. Некое време им треба и на мајките да видат дека на вистина децата полесно се прилагодуваат, меѓутоа пак првите денови владее нели оној страв кај сите. Во однос на доењето кога доаѓа до тој момент, имам консултации, нели, што ќе се прави кога ќе тргнам на работа, се со цел да се одржи доењето. Ние имаме долго породилно отсуство за разлика од многу други земји во светот, каде што веќе кога мајките тргаат на работа, децата имаат скоро 2 до 3 оброци. Значи, во тој период кога се отсутни од дома, може да го надојат бебето пред да одат на работа, па тоа детенце си има, бебенце си има доручек, си има ужинка, си има ручек и веќе мајката се враќа од работа и продолжуваат со доење понатаму, нормално набарање на бебето, тука веќе не гледаме некој посебен распоред откако ќе се вратат од работа. Сега и имаме законски нели дека мајките до 1 година можат да користат право на 1 час пауза или порано да си заминат од работа ако не искористат во тек на работниот ден. И тука веќе се подоите намалени. А ако станува збор за тоа дека треба да одат на работа порано 3 месеци, 3-4 месеци, така, ексклузивно доење. Да, или 6 месечна возраст, во тој случај се одмолзуваат, оставаат 1 до 2 дози на млекце и нормално почнуваат со храна малце порано за да можеме отсуството нејзино, па е зависно и колку часа е. Ако е 3-4 часа обично кога тргнуваат порано, па имаат скратено работно време првиот месец, па тука компензираме со едно измолзено мајчино млеко и не го нарушуваме тој дел на ексклузивно доење, него баш ќе дојде на возраст од 6 месеци каде што ќе почнат да воведуваат храна и нормално кои се зголеми на низ работното време во денот, веќе имаме простор да дадеме еден оброк, сме дошле до тој момент. А колку време колку се препорачува да биде таа пауза помеѓу доењето? Дали важи се уште она правило, па давај му да цица кога сака, кога е гладно, кога ќе заплаче или има
на 2 часа, на 3 часа, што е тука и со нокното доење? Секогаш Постои ли некое правило сега, како е? Не, нема правило. Нема. Секогаш препорачуваме да се дои на барање на бебето. На бебето. Особено кога станува збор за новороденче во првите 3 месеци, кога се уште трае тој процес на развој на лактација и кога се уште ние тоа бебе, да речеме, мало, се соочува со живот во нова средина, период на адаптација поминува 40 дена на мајката со бебето, бебето со мајката. Ние не можеме да ги ограничиме да цицаат на 2 часа и на 3 часа тие бебиња, кога цицаат кратко, малку, таа количина на мајчино млеко се вари многу брзо, че мајчиното млеко е лесно варливо, се вари за 25 минути. Ако во првите денови тоа бебе цица по 30 мл, не може да го држи 3 часа. Значи не може да постојат универзални насоки дека мора да цица на 3 часа. Или, да речеме, мајките често ми викаат, ми рекоа да го дојам на 2 часа за да може градата да создаде доволно хранливо млеко за наредниот подој. Значи градата работи на принцип побарувачка понуда. Колку ќе побараме, толку ќе направи. Колку почесто ја стимулираме, толку добива сигнал да прави се повеќе и повеќе млеко. Ако ние викаме треба да правиш на 2 часа во периодот кога ја развиваме лактацијата, ние само и правиме стоп на градата. Значи најдобро е да се дои на барање на бебето. И после тоа некаде на 3-3,5 месечна возраст самите деца почнуваат да ги оддалечуваат подоите. 2,5-3 часа. И ако добро напредува тоа бебе, ние не даваме совет дои го на 2, дои го почесто, не го оставаме едноставно како природно си тече тој процес на доење кај мајката и бебето. Секоја мајка со бебе е индивидуален доенички пар и не може да постои универзална насока за сите. Многу ретко има, еве на пример сега во ординација имаме 2 бебиња кои што се родени по 3,900-4,100 и на 2,5 месечна возраст се 8 кила само на доење. И на таа мајка и викаме барем 3 сата да има од еден до друг подој. Она вика има и 3,5, има и 4. Меѓутоа тоа бебе одлично напредува. Ама не, тоа е, се да речеме, многу ретки случаи каде што и самата мајка, пошто гледа дека преодлично напредува бебево и што викаме ние дебелки се веќе, меѓутоа бидејќи се неисхрана со мајчино млеко, ние тука не се секираме во однос на обезитас, понатам развој на дебелина кај бебето, и она самата викаме јас намерно го држам 3-4 часа. Он вика, нема проблем за 3-4 часа. Ми на 4 часа види колкаво е. Тоа се многу ретки примери каде што можеме таков некаков совет да дадеме. Обично даваме совет на барање на бебето да се дои. Каква треба да биде исхраната на мајката, на доилката, да нема грчеви бебето, поготово кога станува збор за новороденче? Тоа е исто така едно од дилемите кај мајките. Првите месец-два. Зашто да јадам и како да јадам, колку да јадам за двајца, нели она што од нас ни останат од постарите. Ти си доилка, за двајца треба да јадеш. Исхраната на мајката треба да биде богата, овоше зеленчук, нели? Разновидна. Оброци да има редовни 3, по можност 2 ужинки и она што е дополнителен внес се само 500 калории во текот на денот кога станува збор за доилка. Во однос на грчевите, експертите во светот кои што работат на поле доење викаат исхраната на мајката нема никакво влијание на појава на грчеви кај бебето, што нас во пракса ни покажа дека е така. Имаме бебиња чии што мајки јадат се и они немаат грчеви, и бебиња чии што мајки се ограничуваат од се можно што може да предизвика гасови кај бебето, и деца кои што имаат грчеви. Значи и таква ситуација, што нас ни кажува искуствено дека апсолутно исхраната на мајката не може да влијае на појава на грчеви кај бебето, но единствено што даваме совет е во првиот месец да се избегнува грав, грашак, борање и зелка, бидејќи тоа се наши традиционални јадења, манџички што викаат мајките, и ние не можеме да поминеме со 100 грама гравче, него јадеме по 2 гравче. И тоа предизвикува мачнина кај мајката, неизе ќе биде после тоа тешко. Не веруваме дека некој проблем ќе има кај детето, ама неизе како доилка во тој период кога се уште и матката не е собрана и се уште рана боли и се, ќе биде мачно и тешко. Инаку нема влијание на грчевите. Уште едно прашање за крај, тоа е одвикнувањето. Болна, да кажам, тема, ама повеќе за мајките, отколку за бебињата. Емотивниот момент тука е многу значаен. Ајде накусо околу уште за ова да објасниме како да биде полесен тој момент на одвојување, одвикнување од доење. Одвикнувањето е исто процес како што е развојот на лактацијата. Значи самиот процес на одвикнување
најдобро е да биде постепен, а скоро кај сите е постепено, затоа што почнува со самото внесување на оброци и намалување на подои. Постепеното намалување на подоите всушност е почетокот на одвикнувањето. И нели доаѓаме до оној момент кога имаме неколку подои во денот, кои што се, да речеме, на тежина, повеќе емотивна врска помеѓу мајката и бебето. Она што секогаш нели ги мачи мајките е дали стварно млекото после една година е вода? Не. Значи составот на млекото се менува согласно возраста на бебето, детето, тодлерчето и потребите кои што може да му ги нели суплементира мајчиното млеко. После годината веќе мајчиното млеко има повеќе имунолошка заштита, значи во својот состав има имуноглобулини кои што доминираат во имунолошката заштита кај детето, отколку хранливите компоненти, бидејќи тоа дете веќе јаде. Меѓутоа, оној момент, емотивната поврзаност на мајката со бебето е она кое што ние треба да направиме план за да може да оди градацијски постепено да се намалува, за да не биде травматично ниту за бебето, а од друга страна и доста емотивно е за мајката. Има примери каде што самите деца природно се одвикнуваат од доење. Мајката тоа потешко го доживува. Не сака веќе, не ме сака веќе, зашто така одеднаш, можеш уште еден месец, два и така натаму. Затоа се прави план и не може да се објасни во една реченица. Прво се гледа нивното секојдневие, распоредот на подоите, дали оди мајката на работа, дали детето оди во градинка, момент кога мајката сака да почне со одвикнување, да не биде некој момент сега детево почнува да оди во градинка, па ние сега да работиме на одвикнување. Имаме една нова средина и друг нов момент. Или да речеме да мајката тргнува на работа, па тогаш да сака да почнува да го одвикнува. Многу тежок момент за такво нешто. Затоа се прави план каде што и другите членови од семејството треба да бидат вклучени, па сето тоа да помине што е можно побезболно. Да. Јасна, тука ни е некаде и веќе крајот на разговорот, помина брзо овие минути предвидени за нашиот разговор. Секогаш е ова неисцрпна тема, интересна тема за сегашните мајки, за идните мајки, па и за татковците, значи за сите. Да, и татковците мора да бидат вклучени. Уште еднаш за разговорот. Посакувам убаво неделно попладне и предпладне, убав ден да си имате и до некое следно довидување и многу успех во вашата работа во Центарот Здраво бебе. Ви благодарам и на вас за поканата. Се гледаме во некоја наредна прилика. Благодарам.